да nije. Zato zvolno, zato sigurno повторно се јавувате и само да имаме повеќе вакви кои што знаат да ги искористат, да се придржуваат во правилата и да знаат да ги искористат. Долно млеко на место така. Ефикасното искористување на средствата од ИПАРТ програмите, како што и целата јавност знае и ја следи нашата работа, е еден од врвните приоритети на владата и министерството, заради тоа што станува збор за 60 милиони неповратни средства, европски пари кои што сакаме да направиме, ако изминатите 10 години воопшто не беа искористени, ова да биде една нова успешна политика на државата и затоа сме целосно фокусирани да ги направиме сите подготвителни активности, сите промени во било кој дел, се со цел да овие средства бидат искористени за модерно, конкурентно и земјоделство кое што е блиску до европските стандарди. Од тој аспект имаше голем интерес на огласот кој што заврши во јули 2017 година. Има пристигнато над 1600 апликации во однос на трите мерки. Со задоволство може да потврдиме дека денес започнува процесот на подпишување на договорите за мерките од третата мерка од ИПАРТ и во понатамошниот период платежната агенција која што навистина макотрпно работеше во овој период ќе продолжи со склучување на сите останати договори по однос на распишаните мерки и одобрените проекти. Се надевме во состојба во која што платежната агенција беше оставена без доволен кадровски потенцијал кој што требаше да биде посветен на оваа работа. Токму затоа интензивно разговаравме и со премиерот, со министерот за финансии, особено со директоратот за земјоделство на Европската комисија и првата фаза од кадровското зајакнување на платежната агенција веќе го завршуваме. Завршен е огласот за нови 28 вработени луѓе кои што ќе работат во делот на ИПАРТ програмите и во следниот период продолжуваме со следните фази од ова силно кадровско зајакнување на платежната агенција која што е предуслов за побрза обработка на апликациите, а тоа значи поголема искористеност на мерките, односно на средствата од ИПАРТ програмите. Продолжуваме со фокус и на формирање на гарантен фонд кој што ќе биде на располагање на земјоделците се со цел да ја олесниме постапката и во делот на предфинансирање, нешто на кое што е фокусирано Министерството, но исто така во завршна фаза ќе бидат и акредитациите на новите мерки, како што е лидерот, советодавните служби, а до крајот на годината очекуваме акредитацијата на мерката рурална јавна инфраструктура, која што ќе представува нови околу 10 милиони евра европски пари за нашите општини. Министерството ги презема сите активности како менаџинг authority тело заедно со платежната агенција. Сме целосно фокусирани да ги отстраниме и сите други административни бариери кои што се појавија искуствено во овој прв оглас од ИПАРТ и може да потврдиме дека во следниот период, веднаш по завршувањето на склучувањето на договори, а оваа година ќе имаме и исплата на голем дел, ќе подготвиме, односно ќе влеземе во постапка на објавување на нов оглас од ИПАРТ. Оваа 2018 година мислам дека ќе биде успешна година во делот на искористувањето, искористеноста на европските пари кои што ни стојат на располагање на нашето земјоделство. Благодарам. Да, како што кажа министерот, значи ние успеавме со овој расположив човечки капацитет за нецели 8 месеци веќе да стигнеме до потпишување на првите договори, што за нас како држава и како агенција ни е посебно значајно, бидејќи покажуваме дека државата Република Македонија е целосно посветена на искористување на ИПАРТ средствата, односно искористување на 60 милиони евра кои што ни стојат во периодот на располагање 2014-2020, а денес подпишавме 4 договори
со вредност соодветна за кофинансирање од пола милион евра, односно онај делот кој што преку ИПАРД програмата ќе се добие преку 250.000 евра, што покажува сериозноста со која се посветуваме на искористување на овие средства и можам да кажам дека ова е еден добар или класичен пример за продолжување на ИПАРД приказната, меѓутоа во едно позитивно светло, кое што за жал во изминатиот период и самите сте сведоци дека не беше со она внимание кое што е неопходно. Исто така работиме на акредитација на две нови мерки, тоа е рурална јавна инфраструктура и лидер програмата заедно со советодавните услуги, кои што и на нашите фармери, меѓутоа и на преработувачките капацитети ќе им го олесни патот до користење на овие средства, кои што за македонската економија, за македонското стопанство навистина се неопходна финансиска инекција и заедно со владата, со Министерството за земјоделие, шумарство, водостопанство, со Министерството за финансии, ќе продолжиме во наредниот период да го зајакнуваме капацитетот на агенцијата, бидејќи вработувањето на новите кадри само носат поголеми можности за искористување на европските фондови. Во наредниот период ние сакаме да распишеме уште два јавни огласи од ИПАРД 2 програмата, што никогаш не се случувало. По прв пат навистина сме посветени и како агенција, и како министерство, и како влада максимално да ги искористиме овие средства.